Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов и градоначалникот Николчо Илиев направија увид во реконструкцијата на патот од Кочани кон Пониква. При тоа беше речено дека државата вложува околу 60 милиони евра во патната инфраструктура во Кочанскиот регион. Започнаа градежните работи за реконструкција и преасфалтирање на патниот правец од Кочани кон туристичко-рекреативниот центар Пониква на Соговските планини. Вкупната инвестиција што државата ја прави за овој проект изнесува 87 милиони денари. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, кој заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев го посети граделиштето, рече дека во Кочанскиот регион се започнати крупни инвестиции во патната инфраструктура. Тука сме на Пониква, едно од најатрактивните туристички зимски центри во Источна Македонија. Покрај онај што ќе значи, се разбира, реконструкција на овој пат, се работи сериозно на развој на туризмот. Нашите очекувања се дека во неколку месеци овој патен правец ќе биде целосно реконструиран, односно саниран, така да сите оние граѓани кои што ја посетуваат Пониква и во делот на со хотелско сместување, во делот се разбира на нивните викендици, ќе можат по безбеден пат тоа да го прават. Сакам исто така да потенцирам дека владата на Република Македонија преку Министерството, преку јавното предпријатие за државни патишта ќе инвестира околу 60 милиони евра во делот на Кочани и Кочанскиот регион. Се однесува тука, се разбира, на она што се работи на експресниот пат Штип-Кочани, ќе се реконструира, односно ќе се прави обиколница околу Кочани, патот овој кој што сме денес тука, така да она што ние како влада, како јавно предпријатие за државни патишта беше ветено, ќе биде во целост исполнето од наша страна. Реконструкцијата на коловозот, чија вкупна должина е околу 22 километри, е започната од правец на Пониква, каде што и оштетувањата беа најголеми. Патот кој што е на барање на општината и на луѓето кои што гравитираат во овој регион, а изграден пред некои си 35-40 години, заборавен од времето, ние во најбрз можен рок го тендериравме, отпочната е изградбата, рехабилитацијата на целиот пат во должина од 10 километри, ширина 6 метри и истиот треба согласно временските услови колку што дозволува, така да може да биде завршен. Но ова не е единствено нешто. Од понеделник почнува другиот пат тркање Пишица кој што се офаќа исто така во општина Кочани и да не го повторувам експресниот пат кој што се гради од Штип према Кочани, а во меѓувреме се завршува еластичната ограда, се друго е рехабилитирано на патот од Кочани, Македонска Каменица до Делчево. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев рече дека рехабилитацијата на патот заедно со проширувањето на паркинг просторот на Пониква ќе помогне во реализирањето на плановите на општината за унапредување и развој на планинскиот туризам. Навистина ова е еден прав чекор за развојот на Пониква и на Осоговието. Навистина без пристапен пат ова не може да биде можно и дека ова возможува да Пониква и Осоговието продолжат да се развиваат во правец кој што ние го веќе одамна имаме замислено и зацртано во нашите долгорочни планови. Министерот Сугаревски додаде дека во текот на наредната недела се очекува да започне и распределбата на 43 станови за граѓаните од социјално ранливите категории во ново изградената зграда во Кочани. 25 години од основањето на фестивалот Инвиница Веритас, а 9 години од возобновувањето. Од денес е официјално најавена програмата на фестивалот Инвиница Веритас. Од 22 до 29 октомври Виница ќе биде домаќин на најдобрите хумористи и сатиричари, а печатината архива на фестивалот ќе се надгради со уште едно ново издание од сатиричарот Миле Ѓоргиовски. Инаку општина Виница во континуитет го продолжува репертоарот од културни содржини, кои се наменети за различни возрасти, но и за различни вкусови. После павловденскиот репертоар и програмата 74 години Слободна Виница, следува фестивалот Инвиница Веритас, фестивал кој треба да не насмее и да не исклучи од секојдневните грижи и обврски, рече на прес градоначалникот Димитров. Фестивалот веќе одамна е на интернационалната мапа на фестивали за хумор и сатира, пред се со учество на карикатуристи од цел свет, кои годинава ги имаше преку 300.
на конкурсот кој го распиша Домот на културата Тошо Арсов на тема Часовникот на судниот ден. Најдобрите 3 карикатури кои ги избра жири комисија во состав од еминентни и докажани професори ќе бидат наградени на отварањето на фестивалот. Годинава за прв пат како општина Виница ќе искажеме и јавна благодарност и на луѓето кои пред 25 години го започна и практично се основоположници на овој фестивал In Vinica Veritas. На пресконференцијата и официјално беше најавена програмата на фестивалот. Отварањето е во понеделник на 22 октомври со изложба на карикатури кои пристигнаа на конкурсот. Официјално ќе бидат доделени награди и признание, а добре дојде на гостите ќе им посакаат Никола и Стрезо со кабаре шоу од две мајки браќа. Втор дел. Во вторник имаме 3 настани, театарска работилница, насловена како театарски речник од деца за деца, изложба на карикатури од познатиот карикатурист Дарко Дрљевич, кој е воедно и член на жирито оваа година, и секако ќе следува интернационална вечер на хумор и сатира со промоција на книгата Трагачи по парадокси од нашиот верен соработник Миле Георгиевски. Представите кои ќе може да ги види публиката се Кец на 10 на МНТ, Дони Дарк на театарот Комедија и Мани на театарот Трајко Прокопиев од Куманово. А гости ќе бидат аматерскиот театарот Трајавна со представата Љубов под хипноза. Картите ќе бидат впуштени во продажба од понеделник 15 октомври. Цената на билетите изнесува 100 денари. Инаку годинава се одбележуваат и 25 години од основањето на фестивалот, а 9 од неговото возобновување. Низ сите овие години поминали и учествувале познати сатиричари и карикатуристи од голем број држави низ светот. Денот на македонското востание во Кочани беше одбележан со традиционалното положување свежо цвеќе на спомен обележијата. Во активностите се вклучија представници од Сојузот на борците, од општинската администрација, партиски представници, како и членови на Сдруженијето Јосип Броз Тито. Неработно, скромно и без поголеми свечености помина прославата на 11 октомври во Кочани. Букети свежо цвеќе на споменикот на слободата на Лукубија, како и во паркот на Револуцијата, положија делегации од локалната самоуправа и од Советот на општината, како и членови на раководството на Сдруженијето на борците од Кочани и представници на политичката партија СДСМ. Своја делегација на положувањето цвеќе имаше и Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито. При тоа представниците од делегациите им оддадоа почит на сите борци од Кочанскиот регион кои се вклучиле во антифашистичкото востание на македонскиот народ и кои за слободата ги даде своите животи. За представниците на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито, 11 октомври е еден од најсветлите датуми во македонската историја. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито, како и секогаш и овој пат, по повод значајните датуми и јубилеи, меѓу кои е денешниот ден 11 октомври, денот на кревањето на востанието во Македонија, кога во Прилеп и Куманово пукнаа првите востанички пушки против окупаторите на Југославија и на Македонија, и оваа година дојде да го обележи тој празник и да се поклони пред бистите на нашите борци кои што се заслужени за оваа наша денешна слобода која што е ние денес имаме и уживаме во неа. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито со едноминутен поздрав и положување свежо цвеќе на споменикот во паркот на Револуцијата му оддадоа почити на председателот на Крушевската република Никола Карев како дел од одбележувањето на празникот на македонските борци. При тоа рекоа дека 11 октомври и по 77 години има големо значење во нашата историја и за раѓањето на државата. 20 врвни сатиричари од 5 балкански држави се застапени во книгата Трагачи на парадоксот на сатиричарот Миле Георгиевски, што ќе биде промовирана на овогодишното издание на фестивалот In Vinica Veritas. Исто така ќе биде дел од сајмот на книгата во Белград, што ќе се одржи на 27 октомври. Хит меѓу сатиричарите на Балканот. Книгата на сатиричарот и карикатурист Миле Георгиевски, Трагачи на парадоксот, ќе биде промовирана на фестивалот за хумор и сатира In Vinica Veritas. Тука се застапени сатиричари од Бугарија, Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Според мене, според
многумина други. Ова е кремот на сатирата на Балканот кој е застапен тука и не случајно оваа книга веќе е хит меѓу сатиричарите на Балканот, известуваа скоро најрелевантните весници, портали, па и телевизии на Балканот и не случајно оваа книга покрај она традиционална промоција што ќе биде на 23.10 во рамките на фестивалот Инвиница Веритас 2018, на која веќе имаме обезбедено врвни сатиричари, гости кои се застапени во книгата, кои потоа и после промоцијата ќе настапат и на традиционалната интернационална вечер на хумор и сатира. И мислам дека едно од најголемите признанија за библиотеката Балканска сатира, за фестивалот Инвиница Веритас и за оваа книга е тоа што веќе договорено е оваа книга да биде промовирана на заемот на книгата во Београд 2018 и тоа што мене ми представува сепак пак посебно задоволство. Оваа книга е четврта поред од едицијата Балканска сатира и важно е да се напомене дека на 27 октомври ќе биде промовирана и на саемот на книгата во Белград на штандот на Министерството за диаспора на Република Србија од 13 часот. Георгиевски ги покани сите луѓе кои планираат да го посетат саемот во Белград да бидат гости и на промоцијата. Во гимназијата Лјупчо Сантов презентиран проектот 8 струни за нашите лакови. Основната идеја на проектот е да се примени теоријата на интелигенциите, која наспроти традиционалниот пристап на ист начин кон сите ученици, таа предвидува развој на различни пристапи кон одредени наставни теми. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов пред учениците од прва и втора година беше презентиран проектот 8 струни за нашите лакови. Координатор на проектот е професорката Весна Кушевска, а проектни партнери се училишта од Турција, Италија, Португалија, Велика Британија и Македонија. Основна цел на проектот е да се поттикнат учениците да ја сватат важноста за користење на нивните сопствени вредности, за да им пристапат на различни теми и да размислуваат за нивниот омилен стил. Преку разни активности, интеракција и размена, ќе се мотивираат учениците да разберат како нивните нови вештини може да се користат во секојдневниот живот и да се направат помалку омилените предмети повеќе достапни. Проектот е во партнерство со уште 4 земји, меѓу кои и Турција, Италија, Португалија, Македонија, а носител е Велика Британија. Проектот ќе работи на основните интелигенции кои што ги има човекот, секој човек во себе, односно според теоријата на Гартнер за мултипла интелигенција, секој човек во себе има 8 интелигенции, од кои што некоја е поразвиена, некоја помалку развиена, соодветно на тие интелигенции има и стилови за учење, доколку учениците ги откријат интелигенциите кои што ги поседуваат и стиловите за учење, ќе имаат голем успех во животот. Проектот предвидува 2 транснационални средби помеѓу координаторите и професорите од сите земји и 3 состаноци со ученици на кои што ќе има обуки од наведените теми. Проектот ќе трае од ноември 2018 до 2020 година. Преку проектот всушност се објаснуваат 8 стилови или методи на учење: телесно-кинетички, интерперсонални, лингвистички, логичко-математички, натураустични, интраперсонални, визуелно-просторни и преку музика. Во однос на имплементацијата на проектот, учениците ќе учествуваат во креирање на логото, ќе работат на дисеминација на резултатите, а се очекуваат и големи придобивки од негово имплементирање. И тоа, да станат свесни учениците за нивните вродени способности, да стекнат искуства за работа во групи, да бидат ангажирани во игри и надпревари, да ги подобрат јазичните вештини и да поминуваат повеќе време во природа. Ова е втор добиен проект на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од програмата Еразмус+, и сите ученици кои што ќе пројават интерес директно ќе бидат вклучени во активностите на проектот. Уметничко дело за основното училиште Гоце Делчев од Виница како донација од еселениците во Швајцарија. Професионалниот уметник Рафаел Фарни преку уметнички мурал на зидот на училиштето испрати порака до младите за зачувување на природата.
Професионалниот уметник од Швајцарија Рафаел Фарни преку уметнички мурал над зидот од основното училиште Гоце Делчев Виница испрати порака до младите да ја сакаат, чуваат, но и почитуваат природата. На иницијатива на виничани кои долго време живеат и работат во Швајцарија, уметникот Фарни неколкудневниот престој во Виница го искористи да остави нешто за виничани, но и да ги научи децата на нови техники во уметноста. Тука сум бидејќи имам многу пријатели од Виница, но и од Македонија во Швајцарија. Нашата идеја беше да направиме нешто за училиштето во Виница и за луѓето овде. Преку ова дело сакав да испратам порака до децата да мислат позитивно, да ја почитуваат природата, но и да бидат внимателни со неа, да размислуваат позитивно, да се вратат на природата и да ја сакаат. Наставникот Дејан Спасов упати јавна благодарност до нашите иселеници во Швајцарија, кои го донираа материјалот за овој уметнички графит. Имавме среќа да го поканиме нашиот пријател од Швајцарија, кој неколку дена со нас интензивно работи. Сега моментално со учениците презентира како полесно да изработуваат шаблони, како нивните шаблони да ги претворат во прекрасни дела. Целиот проект беше со тема као чувај ја природата, значи грижи се за природата, почитувај ја природата. Самите мотиви што се на самиот мурал или на самиот графит се со таква тематика. Мислам дека беше доста успешен проект, доста напорен, меѓутоа на крај испадна доста интересно, така да Сдруженијето на уметници на град Виница стои секогаш на располагање за вакви видови на проекти и со наши македонски актери и со странски гости. Мислам дека се покажавме како добри домакини, така да продолжуваме ние со нашите активности. Спасов упати и апел таа соработка преку конкретни дела во интерес на градот и најмладите да стане почеста пракса на нашите сограѓани во диаспората. Следува информацијата од спортот. Во петото коло од првенството во третата фудбалска лига, Осогово го доживеа првиот пораз. На гостувањето во Лозово, жолто-сините останаа без бодови во средбата со тимот на Работник. Фудбалските третолигаши го искористија празникот 11 октомври за да го одиграат редовното петто коло од овогодишното првенство. Фудбалерите на Осогово останаа со празни раце како гости на средбата со Работник од Светиниколското село Лозово, при што го доживеа и првиот пораз сезонава со резултат 3:2. Со тоа жолто-сините ја прекинаа низата од 4 последователни победи досега и останаа без бодови. Иако пред надпреворот се очекуваше од икочанскиот третолигаш лесно ќе ја совлада и оваа препрека, уште во самиот почеток од средбата се виде дека таквите калкулации нема лесно да се реализираат. Доволна потврда за тоа е што домакините уште во 15-та минута дојдоа во водство и не им дозволија на гостите да реализираат посериозна шанса за изедначување. Таквата можност на кочанските фудбалери им беше дадена во средината на првото полувреме, кога беше досуден удар од 11 метри во нивна корист, но Коцевски не успеа да ја затресе мрежата. Со водството на домашните се отиде на пауза, а во второто полувреме тие ја зголемија предноста со што како да најавија оти Осогово нема што да бара на надпреварот. Погодокот беше постигнат во 48-та минута, со што Работник дојде во водство од 2:0. Осогово пак во 51-та минута успеа да намали на 2:1. Со тоа беше отворена мала надеж за гостите за пресврат, но домашните во 55-та минута зголемија на 3:1. Конечниот резултат беше поставен во 73-та минута со погодокот на жолто-сините. Со тоа, кочанскиот третолигаш останува на досегашните 12 бода, колку што има и Овчеполе, кој победи на гостувањето во Берово. Осогово во моментот е на втората позиција заради полошата гол разлика во однос на екипата од Свети Николе. Следното шесто коло се игра викендов, а в недела на стадионот Никола Мантов ќе гостува тимот на Брегалница сениори од Делчево.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.